Новите европски правила за контрола на влез и излез од Европската Унија, познати како систем за влез и излез ЕС, официјално започнаа да се применуваат на 12 октомври, но засега делумно и ограничено, покажува состојбата на граничните премини со Грција и Бугарија. Според Министерството за внатрешни работи, системот се воведува постепено во рамки на транзицискиот период, што трае до април 2026 година, за да се овозможи адаптација на сите земји членки и на патниците. Во овој почетен период, евиденцијата се однесува само на возачи на товарни моторни возила. Постапката ќе трае до 19 октомври, пошто се очекува нејзиното проширување и кон останатите категории патници. Изјави од Министерството за внатрешни работи. На граничните премини со Република Бугарија, новиот систем за биометриски податоци и отпечатоци се уште не е применет. Системот не е активен на премините кон Бугарија. Очекуваме постепено воведување во следните месеци согласно динамиката на бугарските власти. Нагласуваат од Министерството. Воведувањето на ЕС системот е дел од транзицискиот период што Европската Унија го предвиде за своите членки во траење од октомври 2025 до април 2026 година. Дотогаш дел од патниците ќе продолжат да добиваат печат во пасошите, додека другите ќе бидат евидентирани електронски. Во секој случај, при патување во Грција или друга земја членка на Шенген, македонските државјани треба да бидат подготвени за дополнителна биометриска проверка, фотографирање и давање од печаток од прст.